По денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Охрид ќе биде полн со гости и ова лето. Молт и игнорирање од институциите за представката од 25 граѓански организации за хотелот во Горица. Уметност, музика и хуманост на годинешната меѓународна ликовна колонија Вевчански видувања. Израел ги нападна иранските постојки за збогатување ураниум и за производство на оружје. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и топло со максимална дневна температура до 30 степени. Во попладневните часови услови за појава на локална нестабилност со врнежи од дожд. Во текот на ноќта, среда кон четврток, ќе преовладува претежно ведро и топло време. Во четврток над западна, централна и северна Европа ќе преовладува сончево и топло време. Локално над Пиринеите, Пенинскиот и Балканскиот полуостров развој на нестабилност и можни и врнежи од дожд, а врнежи од дожд ќе има и во североисточните и источните предели од континентот. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови локално во Црна Гора, Албанија, Косово и Македонија со врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури во интервал од 31 до 36 степени. Во Македонија во четврток ќе преовладува претежно сончево, топло и ветровито време со појава на локална облачност. Во попладневните часови локално понекаде во западните и северните предели развој на нестабилност која што може да донесе врнежи од дожд и грмотевици, но и услови за појава на невреме. Минималните температури ќе се движат од 11 до 20 степени, додека пак максималните дневни утре ќе достигнат од 25 до 36 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во петок ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови се услови за развој на нестабилност која може да донесе врнежи од дожд и грмотевици. Ќе дува умерен североисточен ветер. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степен. Во Охрид во петок претежно сончево со појава на локална облачност, а попладне нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Во сабота и недела ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од 13, односно 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 26, односно до 27 степени. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење.
Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Турците најбројни туристи во земјава, веднаш за нив се гостите од Србија, Германија, Франција и Грција. Бројот на странските посетители на ноќевања се зголемил за поречиси 22% во првиот квартал од годинава, споредено со истиот период лани. Странските туристи се воодушевени од гостопримството, природните убавини, културата и храната, а реагираат на ѓубрето по патот до Охрид. За 20% повеќе туристи од лани ја посетиле земјава во првиот квартал од годинава. Во вториот квартал во првата половина од април е зголемен бројот за 21% на странските гости и 20% бројот на ноќевањата. Најбројни се турците, веднаш зад нив традиционално гостите од Србија, но годинава се побројни се и туристи од Германија и Франција. Туристичките работници од Охрид сметаат дека трендот ќе продолжи и најголемиот туристички центар ќе биде целосно исполнет. Во почетокот на сезоната гледаме дека Охрид веќе се полнит. Имаше размислувања, слаба сезона, откажани оператори, но Охридци го имат своето, така да ќе дојде. Ќе дојде туристите. Тоа ни е очигледно, секоја година мислиме нема да имаме, а на крајот испадви дека ќе имаме. Капацитетите ќе се исполнат, тоа е многу битно, што другиве години сме имали проблем, а проблемот е недоволно капацитети. Значи, на Охрид му е потребно уште хотели. Колку и да имат Охрид хотели? Јуни, јули, август ќе исполнат. На странските туристи им се допаѓа гостопримливоста и храната, воодушевени се од убавината на Охридското езеро и стариот дел на градот, а најмногу реагираат на инфраструктурата и на ниската еколошка свест. Реагираат, ѓубре по патот, фрлено, додека стигнат, ево, например, за Охрид знае дека е чист, ама дури да дојдат во Охрид и реагираат на такви работи. Тоа е еден репер за колку и туристи можат по лесно да дојдат до Охрид.
Така да сега ќе имаме и туристи кои полесно ќе дојдат во Охрид. Ни фали уште катната гаража заради паркинзите, ама се работи на тоа, мислам, си знаете од општина и од Министерство. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков уверува дека администрацијата и јавните предпријатија се подготвени за туристичката сезона и сите предизвици кои ги носи. Се очекуваме одлична туристичка сезона, барем такви се бројките кои што сега ги добиваме. Верувам дека на крајот на летото ќе имаме уште еден пресек кој што пак е можеби подобро од 2024 година, која што по бројот на туристи и по бројот и по средствата кои што беа прибрани како туристичка такса беше ги надмина сите останати години. Така да очекуваме успешна туристичка сезона и секако дека се надеваме дека се ќе помине во најдобар ред. А наша работа како локална самоуправа да работиме тоа да биде така. Според статистичките податоци, бројот на туристи во април годинава изнесува 96.943, од кои 78,6% се странци. Во периодот јануари-април вкупниот број на посетители е зголемен за 13,4% споредено со истиот период минатата година. Институциите не поставуваат по претставката за хотелот во Горица. Законите не важат во Охридскиот регион, реагираат од Фронт 2142. Од невладината обвинуваат дека домашните институции не покажуваат никаква свест или одговорност кон вредностите на светското наследство, ниту кон идните генерации. За помалку од еден месец, Комитетот за светско наследство на УНЕСКО ќе одлучува дали Охридскиот регион ќе биде впишан на листата на светски наследства во опасност. Ниту една од надлежните институции не постапи во законски предвидениот рок по поднесената претставка од страна на 25 граѓански организации во врска со незаконската изградба на хотелот во населбата Горица, реагира еколошкото граѓанско здружение Фронт 2142. На Ридот во Горица забрзано се гради хотелскиот комплекс на Девелоп Груп со незаконско одобрение за градба, издадено без оценка на влијанието врз животната средина, дури и без одобрен елаборат, и покрај фактот дека во планот за управување со светското наследство е посочен како закана, со целосно игнорирање на одлуката на Комитетот за светско наследство со која уште пред да почне градбата УНЕСКО побара стопирање на активностите и одлуката на Берската конвенција која искажа особена загриженост за овој проект врз основа на урбанистички план што општината беше должна да го измени, велат од здружението. Оттаму велат дека со тоа се прекршени Законот за градење, Законот за општа управна постапка, Законот за животна средина, Законот за управување со светското наследство, Законот за инспекцијски надзор, за склучување, ратификација и извршување на меѓународните договори, Бернската и Конвенцијата на УНЕСКО, а со тоа и на Уставот. А со непостапување по претставката поднесена од 25 организации, кабинетот на премиерот, владата и општина Охрид го прекршиле и Законот за постапување по претставки и предлози. Од кабинетот на премиерот информирале дека документот го препратиле до општина Охрид и до Министерството за животна средина и просторно планирање, додека пак генералниот секретаријат на владата го препратил повторно до општината. Со тоа институциите избегнале да постапат по сопствените законски надлежности наведени во самата претставка. Од Фронт 2142 велат дека не добиле реакција ниту од пратениците, ниту од вице-премиерот за добро владење и транспарентност, иако сите тие добиле копија од претставката. Исто така, уште во март случајот бил поднесен и до Државната комисија за спречување на корупцијата, но досега не е донесена одлука. Организацијата подсетува дека од 43 итни мерки предвидени со стратегискиот план за рехабилитација на Охридскиот регион до 1 февруари годинава требало да се спроведат сите, а реализирани се само 4, од кои само една суштинска. Останатите, вклучително и обврските на владата и општина Охрид, останале само на хартија. Комитетот за светско наследство на УНЕСКО за помалку од еден месец ќе одлучува дали Охридскиот регион ќе биде впишан на листата на светски наследства во опасност. Зеленото Вевчани и годинава неисцрпна инспирација за светските уметници. Викендов ќе започне 14-та меѓународна ликовна колонија Вевчански видувања. Годинава во текот на 10 дена, од 21 јуни до 1 јули, Вевчани ќе биде домаќин на 22 уметници од Македонија, Србија, Словенија, Грција, Велика Британија, САД и Франција.
Се е подготвено за Вевчански видувања 2025-та, културниот настан со меѓународна препознатливост, што ги обединува уметноста, пријателството и солидарноста. 14-тата меѓународна ликовна колонија Вевчани годинава ќе биде домакин на 22 уметници од Македонија, Србија, Словенија, Грција, Велика Британија, Соединетите Американски држави и Франција. Свеченото отворање е на 21 јуни со концерт на нокаут и брейк, а вечерта ќе биде збогатена и со аукција, добротворна акција за продажба на погодените од пожарот во Кочани. Во знакот на заедништвото и солидарноста одлучивме самото отворање да го посветиме на трагичниот настан кој што се случи во мартот оваа година за настраданите во дискотеката Пулс во Кочани. Ќе организираме една аукција на самата вечер на отворањето на уметнички дела кои што се во сопственост на меѓународната ликовна колонија Вевчански видувања. И средствата кои што ќе бидат собрани од таа аукција на тие дела ќе се донираат на сметката на Црвениот крст, која што е наменска за настраданите од тој пожар. И ќе бидат исто така поставени кутии за донации, бидејќи е доста посетена отворањето, па очекуваме и секој кој што ќе биде присутен ако сака во рамките на своите можности да донира во тие кутии. Зеленото Вевчање е неисцрпна инспирација за светските уметници. Во рамки на колонијата и годинава ќе се реализира детската школа за млади таленти. Таа мултикултурност и разменување на заеднички култури, на заеднички начини на сваќање, на функционирање, на творење, различни инспирации и гледишта на животот многу допринесува за богатството на оваа ликовна колонија. Последниве 3 години ја организираме таа детска ликовна школа. Дечињата се многу возбудени од ова и го чекаат тој период. Интересно име, на интересен и креативен начин се запознаваат со уметноста уште од најмали години. Во изминатите 14 години Вевчански видувања прерасна во најеминентната ликовна колонија во државата, а и пошироко во регионот. Низ неа белеко ставиле повеќе од 200 афирмирани сликари од сите светски меридијани. Делата создадени под падините на Јабланица го обиколија светот, биле изложени на бројни континенти од европските културни центри Софија, Белград, Подгорица, до далечните изложбени простори во Њујорк, Париз, Москва, представувајќи уметноста како универзален јазик на поврзување на луѓето и народите. Утре со почеток од 8 часот редовниот состав полициски службеници од секторот за внатрешни работи Охрид на стрелиштето Бејбунар во Охрид ќе има вежбовна активност со боево гаѓање. Пред почетокот на боевото гаѓање, полициски екипи превземаат безбедносни мерки, вршат теренска обиколка и обезбедување на поширокото подрачје на стрелиштето со цел оневозможување на влез на граѓани во безбедносните зони. Медицинското обезбедување на боевото гаѓање ќе го вршат стручните медицински екипи од јавната здравствена установа Здравствен дом Охрид, информира СВР Охрид. СВР Охрид апелира до граѓаните кои се движат кон стрелиштето да ги почитуваат ознаките и надписите за забранет пристап, да не се задржуваат во безбедносните зони и целосно да се придржуваат кон останатите насоки на полициските службеници. Ова е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvma.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!